Денес сакам да зборувам на една тема која што сметам дека е важна и носи наслов Господовиот идентитет. Ќе ви кажам зошто е важна, но на почеток едно објаснување, што ви го должам од минатата сабота вечер. Значи, јас успеав да разговарам со брат Никола скоро до доцна, мислам, не сеќавам кога си замина он. Мислам дека беше после 10. И сакам да ви пренесам некои појаснувања, бидејќи на самата тема некои работи останаа недоречени, а кај некои верници предизвикаа забуна. Значи, еве го објаснувањето. Значи, така наречените Ал-Ханиф верници во исламските земји се всушност независни адвентисти. Значи, ги имаат истите верувања, така и Никола кажа во проповедта, ако го забележавте тоа, 28 верувања, го признаваат, се разбира, Господа Исуса Христа, крштеваат во Негово име, празнуваат сабота и така натаму. И такви верници постојат во исламските земји, кои што делуваат илегално, од разбирливи причини. Јас се сеќавам, уште пред 20 на години, брат Винко, кога живееше тука, нема му следуваа службено, му следуваа оние списанија што ги издава Асоциацијата за проповедници на Генерална конференција, списанието Министри на англиски јазик. И бидејќи Винко не го разбираше, сите броеви ми ги даваше на мене. Така што јас од тогаш пратев доста работи во врска со активностите на Генерална конференција, меѓу другото и за мисионството во исламските земји. И таму постоја некои упатства, некои принципи за тоа како треба да се работи во муслимански земји, каде што е опасно по живот, да се биде христијанин, да се проповеда Евангелието и така натаму. И тие принципи вклучуваат, значи, илегала. Не се кажуваат вистински, кога се кажува искуство, например, на некој брат или сестра од муслиманска земја. Се измислува името на земјата, се измислува името на братот или сестрата, во никој случај не се кажува која е таа земја, ниту во вести кога се читаат, тоа е све измислено, камуфлирано, во никој случај не се кажуваат нивните вистински имења, бидејќи е опасно по живот. И се нагласува во фуснота на материјалот дека имењата се променети намерно. Сега, оно што јас сакам да го кажам е дека не е исправно таквите верници да ги нарекуваме муслимани. А тоа е оно што, може би, сакајки и не сакајки, брат Никола остави таков печаток. Тој самиот не е виновен за тоа. Еве во што се состои забуната. Присутна е, кај многу адвентисти е присутна свеста дека ако не си со Генерална конференција, тогаш, ако си независен, тогаш не си адвентист. И таквата свест е извор на забуна. Значи, овие верници во исламските земји, навистина, не се со Генерална конференција, не се адвентисти во смисол дел од адвентистичката организација. Тие се независни од адвентизмот. И само затоа што се независни не може да ги наречеш муслимани. Дали нас Генерална конференција тука не нарекува православни, затоа што не сме со Генерална конференција? Точно, Полсон ја растура црквата и Полсон е тој кој што проба да ја растури адвентичката црква на глобално ниво годинава, но слава на Господа, Господ тоа го спречи. Затоа зборувавме и повеќе да не го споменувам.
Но, да се вратам малку на називот. Затоа што ова е еден вид вовети во самата проповед. Често пати сте слушнале, сте прочитале, и Никола кажуваше, мене лично многу ме воодушеви, она наводно изворно значење на поемот Ислам, кој што тој верува дека му го кажал Господов вестник во автомобилот. Независно од тоа што значат имињата, например, што значи зборот муслиман. Независно што значат имињата етимолошки, називите, треба да внимаваме самото значење на името да не го користиме погрешно. Например, ако некој ве праша дали сте вие муслимани, што ќе одговорите? Ја ќе одговорам не. Многу лесно прашање за мене. Независно од тоа што значи етимолошки значењето на зборот муслиман. Ајде да го направиме тоа со еден попрост пример. Ако некој ја праша дали сте Јеховин сведок, што ќе одговорите? Не. Иако поимот Јеховин сведок има убаво значење. Сведок на Јехова. И тука веќе доаѓаме до Господовиот идентитет. Јехова е наводното Господово име, затоа што постојат, велам наводно, постојат различни верзии за тоа како се изговарале тие 4 еврејски букви, кои што се само согласки, како што е целиот еврејски јазик во пишана форма. Значи, во последно време, и во времето на Елена Вајд, сметале дека треба да се кажува Јехова, и затоа и таа го користи понекогаш тој израз во своите книги, но во последно време преовладува мислењето на разни лингвисти дека вестинскиот изговор наводно бил името Јахве. Лично не се согласувам ни со едното, ни со другото, јас лично, и не е тоа толку битно. Постојат и други верзии, инаку сум прочитал, за тоа како се изговарале тие букви на еврејски јазик. Но зошто на прашањето дали сте Јеховин сведок би требало да одговорите со не? Затоа што ако одговорите со да, на оној што ве прашува, ќе му пренесете погрешна информација, односно погрешно ќе посведочите. Тој ќе свати дека сте вие членови на организацијата што се нарекува така, формално, и со тоа ќе свати дека, например, не го признавате Исуса Христа како Господ. Што е случај и со муслиманите, нели? Да се биде муслиман значи да верувате дека како се беше таа формула, се сеќавате? Нема Бог освен Аллах и Мухамед е негов пророк. Значи, суштината на вероисповета е критериумот дали е некој муслиман, дали е некој христијанин и така натаму. А не што значи името муслиман или Јеховин сведок и така натаму. Суштината е битна, а не формата. И суштината е битна за Господовиот идентитет. Мнозина велат, го прашав и Никола, го дели истото мислење. Мнозина велат дека Аллах е само арапското име за еврејското Елоах, како еднина за Елохим, што се среќава во Библијата. И така мнозина мислат дека се работи за истиот Бог. Дали е тоа точно? Тука малко се позанимаваме со оваа тема. Како што ја читаме Библијата, особено Стариот Завет, гледаме дека Израел често пати паѓал во идолопоклонство и
бидејќи беше актуелен и Илија деновиве. Кога го напуштал Господа, својот Бог, и одел по идолите на паганските народи, кои се тие други богови на кои што Израел се преклонувал во својот отпад? Кои имиња се ги споменува самата Библија, например? Како? Ваал. Добро, на прво место велите Ваал. Иако се споменуваат други, исто така, Хемош, Молох, Астарота и така натаму. Дали знаете што значи зборот Ваал? Етимолошки. Баал. На еврејски. Пазите, тоа е еврејски, семитски израз, општа именка, што значи Господар. Господар. Постои женска форма на овој назив, на еврејски Баалат. Значи со додавка, со суфиксот ат, се формира женска граматичка форма, што значи господарка, газдарица. Па сега проблем е дали, ако се молите, го повикувате Господовото име, или велите Ваал, проблем е. Се едно е, дали му се молите на Ваал, или му се молите на Израелскиот Бог. Бидејќи Господовото име било свето и е свето, евреите воопшто не сакале да го изговараат. Што користеле наместо тоа? И тоа го знаете. Наместо тоа користеле една специјална заменка. Која е таа заменка? Таа заменка е Адонај, што значи мој Господар. Повторно. Тоа е само синоним во јазичен смисол. Па сега се едно е дали велите Адонај или Ваал, иако и едното и другото се јазични синоними, не е се едно. Зашто? Затоа што не е битна формата на името, туку е битна суштината. Ваал значи Господар и Адонај значи мој Господар, но тоа се две различни божества. Што значи Зевс? Зевс потекнува од истиот корен како и латинската именка Деус, Зеус, Деус, што значи Бог. Па сега се едно е дали му се молите на оној што го нарекувате Бог во Библијата, иако Бог не е Божиото име, Бог е општа именка. Според тоа и Елохим, Елоах не е Божиото име, тоа е општа именка. Што значи Бог, односно богови во множина. Ако тоа значи Аллах, тогаш и тоа, според ова, не е Божието име. Кој е Божието име во Библијата? Точно. Божието име е Сум, преведено. Или на еврејски Јах. Само тоа е Божието име. Да отвориме во втора книга Мојсеева уште еднаш, Излез. Каде израелскиот Бог, Мојсеевиот Бог, се представува на Мојсеја пред да го испрати во Египет, пред да го ослободи својот народ. Да. Излез 3 глава. Ке почнеме да читаме од 13 стих. Значи, 3 глава од 13 стих.
А Мојсей му рече на Бога: еве ќе појдам кај синовите израелски и ќе им речам: Бог на татковците ваши ме испраќа кај вас. Виде што вели Мојсей. Не е доволно да им каже на израелците: Бог ме испраќа кај вас. Ако рекол така, што ќе му рекле тие? Кој Бог ти испраќа? Бог е општа именка. Како општа именка, Бог може да биде секој. Како што велеше покојниот брат Шемков, се сеќавам, он кажуваше дека во Бугарија, некаде почетокот 50-тите години, бугарските комунисти отворено кажувале: и ние имаме Бог, нашиот Бог се вика Сталин. Овдека нашите велеа Тито, Ким Ил Сунг, постои и неговиот, сега внук неговиот е на власт таму. Што би рекол апостол Павле, а што вели апостол Павле? Во 1 Коринтијаните 8 глава. Во овој свет, ајде да отвориме за момент таму, па ќе се вратиме на Излез 3 глава. Прво послание до Коринтијаните, 8 глава. Еве ќе почнам од 4-тиот стих, бидејќи темата било дали треба да се јадат идолски жртви. А по однос на јадењето на идолски жртви, вели Павле, знаеме дека идолот не е ништо на светов. Значи, Тито, Сталин, Ким Ил Сунг, па и Зевсовци, Вааловци, сето тоа се ништо, сето тоа се лански снег во овој свет, и дека друг Бог нема освен единиот. Многу интересно. И се внимавајте 5-тиот стих. Зашто макар и да има така наречени богови, било на небото, било на земјата, како што има многу богови и многу што? Господари или господиновци, вели друг превод. Значи, и именката Господ потекнува од Господин, хрватите дури велат Господин, кога мислат на Господ, и е општа именка, што значи Господар. Исто како Ваал. Меѓутоа, македонското Господ потекнува од Адонај, од она друга специјална именка што евреите ја користеле како замена за Господовото име. И познатиот 6 стих, сепак ние имаме само еден Бог Отец, од кого е се, и ние сме во Него, и еден Господ Исус Христос, преку кого е се, и ние сме преку Него. Ова значи да се биде христијанин. Да се признава Господ Исус Христос за Господ. И тоа не во смисол Господар, туку да се признава Исус Христос за Јахве. Го прават тоа муслиманите? Го прават тоа Јеховините сведоци? Не. Апостол Павле ќе рече, никој не може да го признае Исуса за Господ, освен како? Преку Светиот Дух. Само Светиот Дух може да ве убеди дека Исус е Господ. Не постои никаков телесен, човечки, научен критериум. Значи, кога вие би го виделе Исуса физички, кога би се запознале со Него физички, или како што вели Павле, кога би го запознале по тело, каков што беше, да речеме, од Витлеем, значи во нашата падната природа, пред смртта,
вие по ништо немаше да заклучите дека овој човек е Господ. Тоа што правил чуда, има многу разни чудотворци. Тоа само по себе не значи дека е Господ. Дека е со божествена природа. И пророците може да прават чуда, и ке речеме Господ е тој што ги правил чудата, а пророците само се молеле и го повикувале тоа да се случи. Не постои никаков критериум по кој што во Христа можеме да препознаеме Господ, освен духовниот критериум. Светиот Дух единствено може да не убеди дека е тоа така. Не постои никаков друг доказ. Затоа множина и не веруваат, затоа што го немаат Светиот Дух. Муслиманите и јеховините сведоци не веруваат бејќи го немаат Светиот Дух. Не множина христијани не веруваат, затоа што го немаат Светиот Дух. Само Светиот Дух може да ви даде вера во срцата. Се сеќавам, брат Славе кажуваше пред неколку години како некоја сабота во некоја црква, не знам која, заборев, било поставено прашање од катедра, и тоа било поставено прашање директно на некој старешина, што бил долгогодишен старешина во таа местна црква, адвентистичка црква. Прашањето било: дали веруваш во воскресение од мртвите? Човекот наводно одговорил, како што се сеќавам, ма јок. На турски одговорил. Коментарот на брат Славе беше дека човекот се легитимирал за садукеи. Бидејќи садукеите не верувале ниту во воскресение, ниту во духови, ниту во ангели и така натаму. Замислите, долгогодишен старешина на адвентистичка црква не верува во воскресение од мртвите. Чудно или не е чудно? Единствен начин во своето срце да верувате во тоа, да верувате дека навистина ќе дојде Господ и навистина ќе има воскресение од мртвите, е преку Светиот Дух. Не постои научен доказ, не постои човечка логика, филозофија, што може да ве убеди во тоа. Тоа е само преку Светиот Дух. Само ако Светиот Дух го допре вашето срце. Да се вратиме на Излез. Значи, не е доволно да им речем Бог на татковците ваши ме испраќа кај вас, и тоа не е доволно. Бидејќи тие, ако ме прашаат како му е името, што ќе им речам тогаш, како се вика тој Бог на нашите татковци. Излез 3 глава, 13 стих. И Господ тука го кажува името. Кое име го кажува? Во 14 стих. Во овој новиот ревидиран превод малку описно го превеле. Јас сум оној кој вечно постои. Сакаат да го објаснат значењето на тоа едноставно зборче сум. И неко тоа е многу убаво зборче. Просто сегашно време. Просто сегашно време е најубавата граматичка форма за опишување на она што е вечно. Господ нема ниту минато, ниту иднина, затоа што е вечен, затоа што нема време во Него. Затоа што живе во вечната сегашност. Тоа е за мене прекрасна мисла. Сакате ли вие да живеете во вечната сегашност? Па само едно треба да разберете, дека секогаш се што ви се случува во животот, ви се случува сега. Во моментот. Со други зборови, немојте да се грижите со она што било во вашиот живот, а уште помалку со она што воопшто не го знаете, или што ќе
или што ќе треба да дојде. Туку мислите само на денешниот ден. Тоа е Господовата порака. И колко е тоа ем просто, ем убаво. Мислете само на денешниот ден. Носете го бремето и грижата само на денешниот ден. Сега, што всушност одговорил Господ кога на Мојсија му вели ЙХВХ, јас сум, кој сум? Значи, целата ова реченица не е Господовото име. Затоа јас не се согласувам ниту со Јахве, ниту со Јехова. Тоа е исто како ја да кажам, јас сум Јани. Моето име не е јас сум Јани, туку моето име е само Јани. Јани. Но јас кога велам јас сум Јани, кажам цела реченица. Затоа кој сум? Според тоа, кој е Господовото име? Кога вели јас сум, кој сум? Сум. Или на еврејски само јах. Еве да го најдеме доказот за тоа. Каде ќе го најдеме доказот? Евангелие според Јован. Некои побрзаа да излезат, меѓутоа јас се уште не гледам дека е 11 часот, а ветив дека ќе завршам до тогаш. Евангелие според Јован. Која глава? 8. Гледате како сте интелигентни и знаете каде ќе прочитам. Евангелие според Јован, 8 глава. Што имаме некаде при крајот на таа глава? Ајде да почнеме од 54-тиот па до 59-тиот стих, до последниот стих од главата. Од 54-тиот почнувам да читам. Исус одговори: ако јас се славам сам, значи сами од себе си се славам, тогаш славата моја е ништо. Оној кој ме прославува е мојот Отец, за кого вие велите дека е ваш Бог. Или какви провокативни зборови. Оно што евреите го почитувале како нивен Бог, Исус го нарекува негов татко, негов Отец. Значи, вие велите дека е ваш Бог, но не го познавате. А јас пак го знам. И ако кажам дека не го познавам, ќе бидам лажго како и вие. Но јас го знам и го пазам словото негово. Авраам, таткото ваш, би се зарадувал да го види мојот ден. И го виде, вели, и се зарадува. Како го видел Авраам Христовиот ден, тоа е друго прашање. Исус им рече, односно, јудејците тогаш му рекоа, уште немаш ни 50 години, а си го видел Авраам. Интересно. И сега следува бомба. Исус им рече, вистина, вистина ви велам. Што рекол Исус? Уште пред да се роди Авраам. Вака гласи оригиналот. Значи, не ми се допаѓа тука описниот превод, кој што е направен за да сватат простите православци кога читаат Библија, што се мисли. Но оригиналот вели вака. Значи, тука 58 стих, според преводот, вели вака. Вистина, вистина ви велам, јас постојам уште пред да се роди Авраам. Што направиле евреите? Тогаш зедоа камења за да ги фрлат на него, Исус се сокри и излезе од храмот. Значи, ако некој тука што нема ни 50 години, еве Борче, например, каже дека јас постојам уште пред да се роди цар Самуил,
Има некој причина да земе камења, да го навреди толку таа изјава, да сака да го убие Борче? Не. Може да го прогласиме за будала, за ненормален, за во болница, меѓутоа никој не добива желба некого да убие заради тоа. Читав неодамна, одамна всушност, прв пат го прочитав одамна беше. Покажуваат сцена, тоа беше нешто како стрип така, но беше во некоја духовна книга, значи само сцена беше тоа. Покажуваат двајца, мислам дека беше нека протестантска публикација. Обично тие ги бива за такви илустрации. Покажуваат болница, значи Бардовци да замислиме, психијатриска институција, каде што лежат двајца болни. И покажуваат еден болен таму, кој што цело време тврди за себе дека јас сум Наполеон. Јас сум Наполеон. И сега го прашуваат, сега може би сте го читале, ќе ви текне, го прашуваат, добро, зошто, лекарите, психијатрите, зошто мислиш дека ти си Наполеон? Знаете што одговора? Зато што Бог ми кажа така. Така тврди. Но во тој момент, еден друг болен, од соседниот кревет, му се врти и вели, кога сум ти рекол такво нешто? Како и да е, кога се работи за луѓе кои што забегале од умот, што и да мислите за нив, не може да ги мразите тие луѓе. Не може да сакате да ги убиете тие луѓе. Или да посакате такво нешто. Напротив, може би ќе ви биде повеќе жал за нив. Зошто евреите сакале да го убијат Исуса? Зато што Исус не рекол, јас постојам уште пред да се роди Авраам. Току што рекол? Исус го кажал Божиото име. Уште пред да се роди Авраам, јас сум. Тоа е се што кажал Исус. И се што пишува во оригиналот, како што Јован ни го пренесе тој разговор. Затоа евреите зеле камења и посака да го убијат на лице место. Но се разбира, не успеа во тоа, бидејќи се уште не дошол неговиот час. Нашето време за денес измина. Имав намера да кажеме некои други работи, но здравие во некоја друга прилика. Нека му е фала и слава на Господа, а во некоја друга прилика ќе проучуваме за темата, што на некој начин се надоврзува на ова, дали е исправно верниците сами себе си да се етикетираат, односно да се деноминираат, да се ставаат имиња. И ќе видиме што Библијата мисли на оваа тема. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.